Кога сме кај странци, јас сега ќе спомнам Данска, ќе патуваме со колегите во Данска, каде што ќе посетиме една фабрика за рециклирање на отпад, селекција и менаџирање на отпад во Силкеборг и ќе разговараме како тоа таму изгледа. Зошто Данска е една од најчистите земји во Европа. Како селекцијата на отпад во Данска се прави уште од дома, генерално целата стига да видиме. После да видиме дали ќе можеме тоа да го пренесеме тука. Мислиш ли дека можеме? Можеме ако сакаме. Тие што ја водат државата, кои што имаат некаква улога во државата, ако сакаат можат. Не можеш да не го направиш. Ќе видиме, а тоа ние што не знаеш отприлика- да го направиш, прашај, ќе ти кажат како треба. Да. Ама после, мене ако ме научиле некои странци, не ме менувај ако си ја работа пошто сум од друга партија, така. Остаеме да го терам тоа. Кога бевме прв пат на еден тим билдинг во Данска пред 2 години, 3, со повеќе колеги, седиме таму и лименка пиво. Зема колегава фрла, а таму имаш као 3 кантички внатре со кеси, кесите се гледаат, жолта, плава, зелена, не знам какви кеси. И фрлава која била. И Данци, шо правиш бе? Не се фрла лименката таму, вамо се фрла. Па се фрла затоа што таа ќе И се да видиш- транспарентна во Данска. Да. И кој ќе остаи некој како пакомак да ја собере таму, овој пакомак ќе му каже оваа лименка е фрлена во кесата за хартија и ќе му залепи казна. Да. Ама таму казната не е Ќе 10 евра, таму Да, казната таму е 100 евра, 200 евра, 200 и 300 поиш. евра, Да. повеќе. Затоа и ќе се обидеме да ја доближиме сликата, да прикажеме како таму функционира, ама целиот ланчен систем од дома до филна преработка на отпадот. И да видиме што се разликуваме ние од данциве што се разликува.